Здраво, добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за плеотропност на гени, или исто наречено плеотропија или полифенија, и тоа е кога еден ген, сега вака имаме ДНА, така ова е целата ДНА, и тука имаме секвенца од нуклеотиди, која кодира за даден протеин, односно за дадена функционална молекула, значи тоа е ген. Сега, плеотропност, односно плеотропија е кога тој ген, протеинот кој го кодира, е одговорен за повеќе фенотипски својства. Значи, овој е одговорен за повеќе фенотипски својства. Значи, е одговорен за повеќе фенотипски својства, и фенотипски својства беа сите карактеристики кои можеме да ги видиме дека се изразени на телото. Односно на ткивата, така, значи работи кои не се врзани со генот, надворешни работи, како да ги опишам, тоа се фенотипски својства. Ова само не треба да се меша со полигенија, каде што полигенија исто имаме ДНА, но таму имаме повеќе гени кои контролираат едно фенотипско својство. Значи тоа што имаме повеќе гени кои секој од нив нели прави различен протеин, овој ваков протеин прави, овој таков прави, и овој прави некој си трет протеин, каде што сите три протеини се потребни за едно фенотипско својство. Едно својство. Значи тоа е полигенија, но ние нема збориме за полигенија, ние ќе збориме за плеотропија, каде што еден ген, значи повторам, еден ген контролира повеќе фенотипски својства. И сега ќе разгледаме неколку примери. Првиот пример ќе биде со српеста анемија. Значи имаме ДНА, да земеме ДНА и сега си имаме секвенца од бази, и сега дека некаде имаме секвенца од бази која е Г, А. Сега таа треба да биде нормалната секвенца за овој триплет од бази, односно кодон. Сега ако се случи некоја мутација и ова премине во ГТА, значи оваа се променила, или пак премине во ГАГ, значи ова тука се променило, или пак ГТ, каде што овие две се променети, тогашка наместо кој ќе се направи протеинот, значи нели ова кодира за да се направи протеин. Така кој ќе се направи протеинот на дадено место, наместо да се вметне глутаминска аминокиселина, значи наместо да се вметне глу, ќе се вметне, значи ова нема да се вметне, мислам ќе се вметне ако е ГА, но ако е некој од овие други секвенци, тогашка ќе се вметне валин. Така, во протеинот. На едно место од протеинот. Нормално во протеинот е многу сложена структура, но ќе се вметне валин ако е променета тој кодон. И тој, значи овој нормалниот зелен протеин е одговорен за едниот од ланците кои се наоѓаат во хемоглобинот, значи хемоглобин. Сега ако се метне валин, што е всушност ова е на шестата позиција на бета ланецот, значи шеста позиција на бета ланец, тогашка добиениот протеин, ќе направиме сега со црвена боја, ќе биде нефункционален и ќе предизвика српеста анемија. Така, српеста анемија. Сега нормално, како што сега знаете, имаме две форми на дадениот ген во геномот на секоја дадена клетка. Значи, ако имаме една хроматида од таткото, една хроматида од мајката, и да речеме дека тука се наоѓа генот кој е одговорен за бета синџирот, и тука го имаме едниот алелен облик, тука го имаме другиот алелен облик, и сега да речеме дека во првиот си останало ГАА, така како што треба да биде, но во овој другиот е променето и е ГТА, како беше. Сега пола од протеините кои ќе бидат всушност синтетизирани ќе бидат, например, овој ќе бидат дефектни, односно нема да бидат дефектни, нема ќе предизвикуваат српеста анемија, а овие ќе си бидат нормални. Така овие ќе си бидат нормални протеини. И оваа индивидуа за дадениот ген ќе биде хетерозигот. Така, ова ќе биде рецесивно, односно мутирано,
и ќе биде доминантно, односно диво, односно немутирано. Но оваа личност ќе биде всушност окей. Сега, иако има дел од протеините кои ќе бидат нефункционални, сепак има дел кои се функционални, така да може да действува нормално и овие индивидуи некогаш знаат и да бидат отпорни на маларија, бидејќи дел од еритроцитите не им се функционални. Сега индивидуи кои се со две немутирани форми, нормално дека се здрави, така, тие се здрави индивидуи, како направо штикла. Индивидуи кои што се со две рецесивни, односно две мутирани алели, се со српесна анемија. Сега, зашто ова е плеотропност на, односно овој ген, каде што се наоѓа овој кодон, е плеотропен, бидејќи ако се појави српесна анемија, значи ако се појави, дека да речеме дека овој случај се дешава, и се појави српесна анемија, тоа ќе се одрази на многу начини. Значи нема само да биде проблем со крвта, односно проблемот со еритроцитите ќе се одрази врз многу системи од телото. И сега ќе напишам неколку кратка шема. Значи ова е една табела, односно табела наброени се неколку фенотипски карактеристики кои ќе бидат опфатени поради тоа што имаме нарушен хемоглобин, значи ќе има проблеми со коскената срцевина, со хепарот, со слезината, со срцето, мускули, односно слаб физички развој, бидејќи нема доволно оксидација, затоа имаме аноксија, лоша циркулација, бидејќи нема доволно оксидација, има ни рушени ментални функции и така натаму и така натаму. И сега, како што може да видите, многу фенотипски својства се зафатени, иако е променат само еден кодон во еден ген. Значи, тој ген е плеотропен. Друг ваков пример е кај Марфан синдромон, кој како последица на плеотропниот ефект, значи, ајде да го напишам, значи Марфан синдром, каде што како последица на плеотропниот ефект доаѓа до не се прави добро сврзнато ткиво. Значи, сврзнато ткиво не е добро, така што има долги екстремитети, оштетување ночни леки, срцеви зглобни аномалии и така натаму. Сега едно заблудување за кое повеќе ќе збориме е всушност фенилкетонурија. Значи фенилкетонурија, каде што до некаде самото име само се објаснува. Значи фенил потекнува од фенилаланин, аминоксидената, кетонски тела и урина. Сега ова потекнува бидејќи имаме ген, значи имаме ДНА, на таа ДНА имаме одреден ген. Тој ген кодира за даден протеин, кој тој протеин е всушност ензим кој контролира метаболизмот на фенилаланин. Така на фенил го посредува. Така, значи не е тој самиот фенил, него го посредува метаболизмот на аминоксидената фенилаланин. Сега кога имаш премногу, значи ако внесуваш многу, да направиме со некоја си друга боја, ако внесуваш многу фенилаланин, вишокот се трансформира во тирозин и понатаму во меланин. Значи ако имаш вишок, тој се трансформира во тирозин и понатаму во меланин. Сега кај овие индивидуи, каде што е нарушен овој ензим, значи нарушена е функцијата на овој ензим кој го посредува метаболизмот на фенилаланин, вишокот на фенилаланин се насобира во нервното ткиво. Значи, тука немаме место, во нервното ткиво и ќе нацртаме како мозок. Значи, ова треба да е налик мозок, нема врска. Значи, насобира во нервното ткиво, каде што тоа ќе предизвика многу проблеми, значи проблеми со развитокот на централниот нервен систем и тоа предизвикува да има IQ од прилика 30. Значи тоа е многу тешко ментално уназадување. Исто така имаат разлики помеѓу големината на главата, така например тука главата може да е поголема, бојата на косата е бела бидејќи едноставно не се прави меланин. Значи ова не е албино, за албинизам ќе збориме друг пат, но не се прави меланин, бојата на косата е бела, очите се сини, така очите се сини, мозокот значи е оштетен. И едноставно, како во минатиот пример, добиваме еден склоп на многу големи
фенотипски промени, значи промена на многу голем број фенотипски својства се поради промена, односно оштетување на некој си даден ген. Односно, еден ген контролира голем број фенотипски својства и тоа беше плеотропност на гени, односно плеотропија. И ќе спомнеме сега уште еден пример како за крај, тоа е примерот со цистична фиброза, значи цистична фиброза, каде што всушност настанува промена на генот, значи тој ген, тука имаме еден ген и тој ген го нарекуваме CFTR. Што стои за цистична фиброза трансмембрански кондукторски регулатор. И тој всушност кодира за протеин кој се наоѓа на мембраната на клетките, значи ова е мембрана на клетките, и тука имаме протеин кој е канал кој пропушта хлорни иони. Така пропушта хлорни иони и сега кога ќе се наруши структурата на овој ген, ќе се наруши структурата на протеинот, значи протеинот нема да биде баш како што треба да биде. И ќе имаме насобирање, односно големи концентрации на хлор се насобираат, особено во потта. Значи одека да речеме дека имаме пот, има многу хлор у нејзе и тоа ја прави многу густа. Но проблемот не е со потта, мислам добро, прави проблеми на кожата. Веќе солена кожата што се оштетува и така натаму, но најголемиот проблем е со сите други ткива кои се наоѓаат во организмот и особено белите дробови. Значи белите дробови се имаме трахеја, бронхи, бели дробови, се насобира секрет кој е многу густ едноставно. И тоа многу прави големи проблеми со дишењето. И се појавуваат нормално и многу други фенотипски карактеристики кои се променети. И затоа исто и овој ген, CFTR, е плеотропен ген, бидејќи тој ген контролира повеќе фенотипски својства. И ако се наруши, можеме нормално да видиме што се ќе се случи, ќе имаме густа под, ќе се насобира многу секрет од белите дробови во другите органи, нема да имаме доволен развој, расти развој и така натаму. Добро, значи тоа беа плеотропност на гени и плеотропни гени. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во